Некогаш познатата Јорганџијска улица во старата Скопска чаршија денес има само 2 дуќана во кои се изработуваат јоргани. Тоа што сум го учел, сакам да го пренесам, да го искажам дека сум го учел од постарите и кај ќе тераме, како ќе иде времето, ќе видиме сега. Према кризава како што е најавено, многу е, значи, ослабнето, а поготово ние си работиме значи од преработка на стари јоргани, повише на тоа со памук, со волна. Значи еве тука имам до мене исто така, значи таков еден јорган што ќе се преправа на фактички што било веќе користено, па сакат истото да го обноват. Нусрет Агуши е еден од двајцата преостанати јорганџии. Тој вели дека овој занает го работи со мерак, но дека за разлика од порано кога му носели добра заработувачка, денеска станува се потешко да се заработи месечната плата. Неколку улици подолу се наоѓа работилницата и дуќанот за шапки на Илчо Трајковски. Шапки изработувал неговиот прадедо, дедо и татко, ама се сомнева дека неговите двајца синови ќе го продолжат занаетот кога тој ќе престане да ги изработува шапките. Мојот родител вака ми има кажано: синко, занатот никогаш нема да те остави гладен, ама не може да те направи да си многу богат. И ја тоа сум го ставил во мојот компјутер или во мојот мозок и до денеска така па го работам. Со цел да им помогне на старите занаети да не изумрат, градот Скопје пак објави јавен повик за субвенционирање на стари занаети и занаетчиски дејности во изумирање. 50 занаетчии ќе добијат субвенција од 10.000 денари. Јорганџија, опинчар, јажар, крзнар, грнчар, шапкар, ковач, лимар, копчар, свекер, саатчија и самарџија се само дел од занаетите кои имаат право да се пријават на огласот. Тие, согласно обработените податоци, бележат намалување на активноста во континуитет. Трајковски ќе аплицира за финансиска помош од градот, но не очекува дека ќе ја добие. Оти како што вели, парите секогаш ги добивале оние кои се блиски до партијата на власт. Нема врска какви субвенции, ја никогаш не ми додело, а се водам како изумрен занат. Уште ја од младата генерација сум во цела Македонија. Значи, во една држава да имаш само уште еден шапкар, тоа е срамота. Од 1990 до ден денеска мене никој не ми дал ништо. Тоа се делат по партиска линија. Занаетчиите велат дека 10.000 денари не се доволно за покривање на месечните режиски трошоци и затоа бараат поголема поддршка од надлежните. Државата треба повише внимание на занаетчиите и да се подпомогнат. Значи да се помогнат, пошто не може фактички стварно веќе ако продолжи така како што се најавува, ќе биде многу тешко. Нема да можеме, не знам, да обстануваме. Од Занаетчиската комора на Македонија пак признаваат дека субвенциите се минимални, но велат дека тоа е само почеток. Оттаму додаваат дека секоја следна година ќе се бара зголемување на висината на субвенциите со цел да им се помогне на занаетчиите да се одржат во живот.